пак во СЈО? Специјалното јавно обвинителство одамна го загуби кредибилитетот да води било какви постапки кои се поврзани со правото, меѓутоа го задржа приматот на еден од најисторените организациони делови на Социјалдемократскиот сојуз, односно алатка во функција на Социјалдемократскиот сојуз секогаш кога ним им е потребно да постигнат некоја цел. Одговарајќи директно на вашето прашање, очигледно е дека во моментов, во периодот на наближување кон разрешницата на политичката криза, на Зоран Заев му е потребна помош и секогаш кога на Зоран Заев му е потребна помош, тука е специјалното јавно обвинителство да излезе со нешто што тие ценат дека оди во прилог на опозицијата, односно дека ги подобрува позициите на Зоран Заев. Меѓутоа, после се, тие веќе функционираат повеќе од една година. На граѓаните на Република Македонија повеќе од јасно им е дека ова е политичка пресметка со неистомислениците на Социјалдемократскиот сојуз, со неистомислениците на Зоран Заев, кој впрочем неодамна беше и фактички повторно аболициран од специјалното јавно обвинителство и без разлика колку пати ќе повикуваат представници на ВМРО ДПМНЕ, исходот, односно впечатокот во јавноста, но и крајниот исход од постапките не може да се смени. Прилично За кој случај бев повикана, мислам дека е коректно да ви каже тој што ве повикал да дојдете овдека, бидејќи јас како правник, како личност што професионално определува одбрава да и биде правото, доследно го читам законот и тој вели дека постапките се тајни. Меѓутоа, очигледно некој го чита поинаку законот и со оглед на тоа што ве повикале овде, мислам дека ќе бидат доволно коректни, бидејќи веќе подолго време сте тука да ви соопштат за кој предмет, која беше причината и сето она што би требало да остане во просториите на специјалното јавно обвинителство. Доколку добиев овластување од надлежниот обвинител да презентирам, со задоволство ќе ви презентирав, како што и искуството досега покажало дека секогаш сме имале коректна соработка. Прилично кратко се задржавте, дали ве прашува околу донаторите кои што сведочеа? Не ме прашува на таа тема, немам информација кој сведочел, зашто сведочел и што кажал, впрочем тоа не е ни моја работа. За она што ме прашува, јас побарав да ги искористам правата кои ми ги гарантира законот. Тоа значи да молчите? Па јас веќе одговорив на ова прашање, а одговорот гласи дека зашто ме прашувале и за кој случај треба да ви каже оној кој ве повикал овдека, затоа што повикувајќи ве најверојатно очекувал дека треба да пренесете некоја порака. Постапката е тајна, значи со оглед на тоа што законот така вели дека постапката е тајна, јас ќе се држам до она што го вели законот и нема да ја коментирам. Ако некој цени поинаку и смета дека треба да ви даде повеќе информации за она што законот го пропишува како тајна постапка, треба да го направи лично. Јас нема да го правам тоа во негово име. Господин Куловска, значи се жалевте на необјективност. Предходно како првиот ваш одговор спомнавте, значи беше политички. Што ви кажа од специјалното обвинителство кога им покажате тоа што на нас ми го кажате во првиот ваш одговор? Со нив разговаравме на друга тема, не разговаравме на истите теми со кои разговараме со вас. Мојот став останува ист и непроменет. Специјалното јавно обвинителство нема никаков кредибилитет со оглед на тоа што се профилираше како најистурена структура на Социјалдемократскиот сојуз, која е секогаш тука за да излезе во пресрет на потребите на Зоран Заев и останатите од раководството на СДСМ, кога тие се соочуваат со некакви потешкоти, без оглед дали се работи за изборна кампања, дали се работи за постизборен период како што е сега и кога целата јавност очекува одредени поместувања, односно за окружување на одредени процеси на политичката сцена и до сега, а предпоставувам и од сега, специјалното јавно обвинителство ќе продолжи да биде алатка на Зоран Заев. Овие предмети беа предходно во јавното обвинителство и за организиран криминал и скопското јавно обвинителство. Колку пати во тоа обвинителство ве повикува за вакви постапки?
Па сега не би Мислам, можела, помина поврзано со доста време, вака материјалите. ќе се обидам да ви дадам одговор кој верувам дека ќе ја задоволи вашата љубопитност со оглед на тоа што помина доста време, речи се 2 години се поминати. Не би можела да ви кажам точен број колку пати ме повикале во основното јавно обвинителство, меѓутоа бев повеќе пати и во тоа јавно обвинителство, бев повеќе пати и во ова јавно За истите обвинителство. работи сте и овде и таму? Да, главно да. Рековте тајноста, значи стана збор за нова предистражна постапка? Рековте тајноста. Не станува збор за нова постапка, со тоа сметам дека е доволно коректно да не навлезам во деталите, а зашто станува збор, сепак ќе ве упатам да се обратите кај тој што ве повикал за да ви даде информации. Јас не ве повикав, но сепак ве почитувам и ја почитувам вашата работа и затоа застанав да ви дадам изјава која се надевам дека ќе ви помогне. Ви Само беа ли кусо. презентирани докази Не. она на што Не. најчесто се буните? Не. А ако е се некредибилно, зошто се јавувате тогаш на распит, господин Верковски? Затоа што специјалното јавно обвинителство е државен орган кој без оглед на тоа што е производ на политички договор, де факто е етаблиран во правниот систем на Република Македонија. Јас и досега, и од сега, и секогаш понатаму ќе ја почитувам Република Македонија и секогаш сум работела во интерес на Република Македонија и затоа ценам дека без оглед кој е државниот орган што ќе го повика било кое лице, било кој граѓанин на Република Македонија е должен да се јави на покана на државен орган. А самите државни органи се одговорни за нивната репутација, за нивниот углед, кој го имаат или го немаат, а за специјалното јавно обвинителство јасно е дека го нема. Ви благодарам. Фала.